Добар ден, почитувани гледачи! Ова е емисијата Македонско издание, која што се емитува секоја втора сабота во ова исто време на Роджерс телевизија на каналите 10, 63, 84 и во High Definition 510. Секогаш емисијата можете да ја пратите и на вебсайт www.macedonianedition.tv. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот и водителот на оваа програма, која што ве информира и ве забавува. Денеска е 21 март 2015 година и на сите вас сакам да ви се заблагодарам што одлучивте во наредните 30 на минути да бидете заедно со нас. Емисијата ја започнуваме со следнава порака. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени на телефон 905 881 3900 и прашајте за спектакуларниот попуст за месец март, во кој сите оние кои ќе финансираат или ќе земат на лизинг одредени врсти на возила ќе добијат додатни поволности. Освен Дени Спасоевиќ, кој е генерален менаџер, можете да ги побарате Бане Јокиć, финансиски менаџер, и Рада Вазиć, кој е бизнис менаџер. Нова локација каде можете да ги добиете сите овие поволности е во Хај Парк на 3275 Dundas Street West, Торонто, со телефон 416-762-7537. Денешнава емисија започнуваме со прилогот што го снимивме на 8 март годинава од заклетвата на новата управа при црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Како што веќе сите знаете, за прв пат во историјата на македонската дијаспора за председател на црковна општина избрана е жена. Вера Белчевска, со која имавме и интервју и кое што ќе го прикажеме понатаму во емисијата. Јас, Митко избран член на ова црковно дело, се заколнувам во Всемогутниот Господ Бог, дека на својата мајка Македонска православна црква, ќе видам верен и Богат, и свесно и примерно ќе се придржувам на каноните на Светата православна црква, на уставот на православна црква, на статутот на Американско-канадската македонска православна епархија, и на правилникот на Македонската православна црква, соборен епархиски храм Свети Климент Охридски Торонто, како и другите законски прописи и одредби, и ќе ги почитувам и исполнувам одлуките и решенијата на повисоките тела и органи на Македонската православна црква, на Американско-канадската македонска православна епархија, Канадско-американската православна епархија, својата должност ќе извршувам совесно и должно. Ќе ги чувам службените тајни на црквата и ќе ги бранам интересите на истата. И како што ќе го правам ова, така и мене да ми помогне Господ. Овде на овој свет. Амин.
Snimaš ili ne? За сите ваши потреби да купите ново или користено возило под поволни финансиски услови и технички да их одржувате дени или рада од Nissan Willowdale ќе ви помогнат на наш јазик 905 881 3900. Обединетата македонска диаспора е една од организациите кои се залагаат за добробит на Македонија на сите полиња, како и за успешно презентирање на нашата диаспора во државите во кои што сме иселени. На 15 март годинава во Торонто оваа организација одржа настан за кој повеќе ќе дознаете од следниот прилог. Разговараме со Наташа Денковски и она ќе ни каже што се случува овде вечерва во однос на обединетата македонска диаспора. Да. Благодарам, Победа. Многу ми е драго дека дојдовте вечерва тука да не посетите и ова ни е првиот евент од овој вид. Се собравме македонци и многу наши пријатели од другите нации кои се тука во Торонто дојдоа во наша поддршка за да собереме средства за United Macedonian Diaspora, за обединената македонска диаспора. Сакавме да направиме малку евент кога оригинално зборувавме со Елизабет, кога се сретнавме, ја мислам пред 6 месеци оригинално настана оваа идеја. Евент што ќе ги обедините македонците кои се со генерации веќе тука во Торонто, во Канада, меѓутоа и ново дојдените. Некако мислам дека постои една празнина, дека не се дружиме доволно во таа смисла и сакаме малку да го направиме да биде помодерно, затоа се вика UMD Rocking Party, да можеме да ги споиме сите генерации, да имаме едно заедничко дружење. Многу ми е драго дека толку многу дојдоа да не поддржат вечерва. Јас сум благодарна на сите гости што не посетеа и што многу други луѓе ни дадоа поддршка, донации, меѓутоа не беа во можност да дојдат. Исто вечерва и гледате имаме и овдека и silent auction. Ова е слика што јас ја нацртав специјално за вечерва и се надевам дека ќе помогне да се подигнат што повеќе средства. Се наменети за United Macedonia Diaspora за школство, значи на сите македонци што тука живеат во Канада, на кои им се потребни средства за да го продолжат своето образование. Тоа е една прекрасна цел дека што одат средствата и многу ми е драго дека можеме да допринесеме за тоа. So the entertainment for this evening is a band called Cellar Door, and it just so happens that the lead singer went to high school with me, and the owner of the band, or the lead band guy, is married to a woman that is Macedonian as well. The other entertainment we have is Connor Cutts, and he is a very well-known Toronto DJ, and he unfortunately couldn't be here. But what he did was he put together a mix for us, so we have two 20-minute dance mixes that he had especially done for us for this event today.
сакам прво да честитам на Елизабет Наумовски и Наташа Денковски, кои го организираат овај одличен настан за македонската заедница, да се запознае со различен тип на музика, нели, рок музика. И супер е што еден од Cellar Door, групата што е вечерва позади мене, еден од свирачите Гил, сопруга е македонка, така да многу е одлично што македонската заедница се шири во Канада, нели, и супер настан и многу сме задоволни и средствата од овај настан ќе одат за поддршка на активностите на обединета македонска диаспора Канада и ќе имаме, нели, стипендии што ги дадовме, нели, во декември месец доделивме 7 стипендии и така да исто ќе доделуваме и парични средства кон деца бездомници во Македонија, нашиот проект. И утре ќе имаме состанок во Свети Климент по повод нашата млада генерација лидерство програма Generation M и така да тоа е еден од големите причини на моето доаѓање во Канада, да се инвестира повеќе во младата генерација, да бидат идните лидери на македонската заедница. А сега, почитувани гледачи, да проследиме една музичка номера. За сите ваши потреби да купите ново или користено возило под поволни финансиски услови и технички да их одржувате, Дени или Рада од Nissan Willowdale ќе ви помогнат на наш јазик 905 881 3900. Почитувани гледачи, имаме чест да разговараме со господјата Вера Белчевска, новоизбраната председателка на управата на црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Првенствено честито. Благодарам, Победа. Сакам да кажам дека еве на 8 март дадовте заклетва на Денот на жената дека ќе ја водите оваа црква. 50 години откако оваа црква постои, за прв пат имаме жена председателка. Како се чувствувате? Па, искрено да ви кажам, уште не сум сватила, имам сватено со положбата што сум
мислам, што сум влегла во неја, председател. Титулата многу и не ми е ни важна. Секој пат се осеќав како председател кога влегував тука, затоа што бев председател на женската секција. Имавме одлична соработка со сите жени, со црковни управи и како единка јас не можам ништо да направам. Имам одличен управен одбор, извршен одбор. Предходните управи исто би ги прашале за совет, за помош. Народот е наш хуман, помагаат, разбираат, само треба повеќе да идат физички да присуствува во нашата катедрална црква. Со едно палене на свеќа ќе помогнат и материјално и физички и апелирам да идат почесто, се гледам и да се дружиме. Вие живеете овде во Канада, во Торонто, сигурно повеќе од 40 години. Како е возможно да покрај тоа што имавте фамилија и деца, помлади која бевте, секогаш бевте присутни во било кои активности на црквата, колку е важна поддршката од сопругот, од фамилијата? Благодарам ќе земам како комплимент од ваша страна, значи сте забележале дека тука сме стално активни и помагаме. Живеам во Канада 45 години. Секој пат пред да превземам некоја улога или мерка или титула, да речиме, во нашата катедрална црква Свети Климен Охридски, јас се консултирав со мојот сопруг и со моите деца. Сега имам и внучина, секој пат имам апсолутна поддршка од нив. Ако немам, не може да успее човек без поддршка и соработка. Затоа и сега, како председател на Свети Климен Охридски, поддршката е уште посилна и поголема и сум била и бизнис вумен и сум била и активен член, литературно сум била исто председател. Сето тоа го постигнав со апсолутен успех. Без поддршка на мојата фамилија не би можела да успеам и ќе продолжим и понатаму. Исто така, вашиот избор за председателка на управа, на црковна управа во диаспората ќе биде историски, не само по тоа што сте прва жена во цела диаспора што е избрана како председател, туку и по тоа што вашиот противник исто така беше жена. Значи, две жени конкурира за оваа позиција. Дали тоа ни кажува дека ситуацијата на жената во општеството, како што е овде во Канада, веќе почнува да навлегува и кај нас во сваќањата на нашите жени и нашите мажи, македонци кои што живеат во диаспората? Ние живееме во една мултинационална демократска земја и, како што реков, долги години и од година на година го гледам дека равноправноста и правата на жените се зголемува и се зајакува, што ми е мило. Како што реков, нашиот народ е исто разбран и живеат сите во 21 век и ги прифаќаат тие услови. И многу ми е мило, затоа што ниту жената може без мажо, ниту мажо може без жената во врска со поддршка. И жените се познати по тоа како по-добри домакинки во однос на фамилиарниот буџет. Кои се плановите за буџетот на црквата? Дали ќе скратите и каде ќе додадете некои средства? Дали имате уште сега на самиот почеток јасна слика што ќе се прави? Немам намера да скратувам, мислам, или да било во кој објект. Имам намера да се зголеми профито и да се намали трошоко. Треба време, не може ништо преку ноќ. Тоа ми е приоритет. Исто фрст приоритет ми е да ја повратиме младата да почни да помага, да иди, имат се интересираат со нивна поддршка и ние што сме и по старата генерација треба да постигнеме апсолутен успех.
И исто така многу значајно прашање, вие сте председател на овој управен одбор, не политички обоена, што е многу важно за сите нас од медиумите, да бидеме потполно еднакво третирани. Што ќе направите на тој план? Јас, како што реков, не сум партиски определена, односно партиски обоена. За мене партија е Македонија. И ќе ги почитувам и ќе се работувам со сите оние што се избрани од македонскиот народ. Подеднакво ќе работам со медијата, ќе работам подеднакво со нашиот синод и со нашите дипломати, нашите представници на Македонија, конзулати, амбасадори. Апсолутно, вратите се отворени и очекувам добра соработка и со нив од се срце. Меѓутоа, политика и религија, мислам јас, моето мислење така дека не треба се меша. Сигурно тоа е мислењето и на сите нас, меѓутоа за жал не беше земено во обзир во претходните управи, така да некои од новинарите, вклучувајќи мене, кои што јавно не определувавме својата политичка определеност, лично јас сметам секој новинар треба да биде неутрален за да може да ги покаже секогаш сите страни. Се надеваме сега, еве и веруваме дека вие сето тоа ќе го измените и секако дека ќе биде успешна вашата служба овде, со оглед дека единствена цел е добробитот на Македонија и македонската дијаспора овде. Апсолутно победа, вие сте во право. Како што реков, ние живееме во една демократска земја, секој има право да е политички определен и не е тоа за осуда. Меѓутоа, кога веќе ние валантираме во нашите црковни установи, општини, тоа само треба религија, а не политика. Има места за политики и како што реков, може секој да си отвори канцеларија и јас ќе ги, нека си бркат нивни политики, јас ќе ги поддржувам и ќе ги респектирам. Меѓутоа, јас 45 години излегов дете од Македонија, јас прескокнав сите политички партии, тука сум, имам право да се определам или да не, јас не сум определена и нема ни да бидам, сите се добре дојдени во нашата црква и нема да ги класифицирам. За мене луѓето се сите исти, јас исто ќе ги респектирам, без разлика на нивната определеност, тоа е нивна приватна одлука. Уште еднашка многу честитки за вашиот избор и ви пожелуваме многу долга трајна и успешна и продуктивна работа овде со управата во црквата Свети Климент Охридски. Ви благодарам, Победа, и јас исто ти посакувам исто добра работа, долги години, здравје и среќа во животот и во вашата фамилија. Благодарам. И во денешната емисија имаме неколку пораки. За сите ваши прослави и одбележувања користите ги банкет салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информација и резервација јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читете македонски вести, сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За доверливо, професионално и практично пополнување на вашите такси, јавете се на Flint Tax Income Tax сервиси на 416-302-5433 и побарете го Вецко.
За сите врсти на животно осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0322. За сите ваши козметички сервиси, вклучувајќи и ласер за разубавување и зачувување на вашиот млад изглед, јавете се кај Бранка на 647-299-4733. Спа Бранка е вашето место каде што ќе се чувствувате секогаш помлади и поатрактивни. Повторно следува следнава порака. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени на телефон 905-881-3900 и прашајте за спектакуларниот попуст за месец март. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за денешнава програма Македонско издание. До нашата наредна средба за 2 недели, кога повторно ќе се видиме со нова емисија, ви благодарам за вашето ценито внимание, пријатно и довидување.